Во Скопје од вкупниот број домаќинства на дрва се греат околу 45%, што е 1/3 од уделот во вкупното загадување на воздухот во градот. Според некои податоци во Скопје има над 60.000 оџаци, што многу ретко се чистат, а општо е познато дека неисчистен оџак загадува најмалку двојно повеќе од исчистен оџак. Неправилното и нередовно чистење на оџаците може да ја загрозат и безбедноста на луѓето. Неисправен оџак може да предизвика несреќа, пожар, зголемена емисија на штетни гасови од дозволените, како и поголема потрошена енергија од потребната. Со цел превентивно делување и спречување на потенцијални пожари и загадување на воздухот, надлежните апелираа до граѓаните за редовно одржување на оџаците. Во текот на грејната сезона се препорачува еднаш месечно да се чисти оџакот. Екипата на Прва Скопска излезе на терен да ги праша граѓаните дали редовно ги одржуваат оџаците на куќите. Тие сметаат дека чистењето на оџаците е задолжително за сите, без разлика дали се работи за стамбен објект или куќа. Дали редовно го одржувате и чистите оџакот? Да. Тоа е може на 2 недели и за мене подобро, за да не чади, а и за околината. А дали си викате служба или сами си го чистите? Не, самиот. Имам скала, се качувам сам, си го одржавам, тоа така да. Градот Скопје дава субвенции на граѓаните за чистење на оџаците. Дали би користеле такво нешто? Па зошто да не, ако се дава такви можности, зошто да не земам ако веќе државата дотира на тоа? Пред една недела, само е скапо доста. А град Скопје дава субвенции за чистење на оџаците. Дали би користеле такво нешто? Дали би користел? Па нормално би користел. Наводно со она потврда треба да идам во град Скопје да поднесам барање 1000 помалку и така. Добро, си викате служба за чистење или сами? Да, не служба. Па редовно, не така редовно да ви кажам, не од друго, староста веќе си навалува. Оваа година го чистив темелно и треба да се чистат, оти опасноста е голема од пожари, а стари се оџаци, дотрајани се, така да треба одржавање. Гледам, скоро имаше една екипа овдека дојде на оџачари, ама и висока е цената, па се мислиш дали да дадеш 1000 денари или сам да се качиш да си го чистиш, а треба да се чисти. Вие сами го чистевте или викнавте служба? Зетот се качи горе на кровот и чисти тоа убаво, фино, така да сега и на парно сме, мислам, ете имам парно вградено, убаво ми е. А град Скопје дава и субвенции за граѓани еве за чистење на оџаците. Дали сте знаеле за тоа и дали би користеле таква субвенција? Вчера слушнав дека има таква опција. Разговарав со еден пријател во Петровец, па рече зашто за кај нас нема. Викам затоа што сте друга општина, ние сме под градот, викам, така да до дрма негде мислам дека даваат тие субвенции, убава работа, мислам, чисто заштита на населението од пожари тие работи. Кажете ни, дали редовно го одржувате оџакот на куќата? До сега е добро, супер. Без плашење. Супер е, работа иде добро, нема проблем никако. Не, све само куќниот совет и населбата, све што можеме урадуваме, сами работиме. Помој до сега не сме барале, па потаму ќе видиме како ќе течат работите, ќе побараме. Во Скопје оџачарската професија изумира. Тоа значи дека и луѓето кои ја работат оваа работа се во многу мал број. За оживување на професијата и зголемување на бројот на оџачари, градот Скопје во изминатиот период организираше обуки за оџачари. Тоа е дел од чекорите што ги презема град Скопје за решавање на проблемот со аерозагадувањето во зимските месеци. Како дел од мерките за борба против загадувањето, во тек е пријавувањето за субвенции за чистење оџаци и како што информираат од град Скопје, ќе трае до 22 ноември 2018 година. Со овој повик, градот Скопје ќе им надомести дел од трошоците на домаќинствата и на други субјекти за чистење на оџаците во износ од 1000 денари, а на јавниот повик може да учествуваат физички и правни лица, чие живеалиште, односно седиште е на подрачјето на град Скопје. На овој повик на град Скопје досега се пријавиле 137 граѓани, а субвенциите ќе ги доделуваат по принципот прв дојден прв услужен.